Не паѓа снег за да покрие брег, туку за да открие трак, вели една народна мудрост. Затоа и ловците, особено оние кои се определени за лов на високопланински дивеч, со нетрпение секоја година го чекаат снегот за да излезат на терените и да уживаат во снежните убавини и задоволствата што ги носи ловот во такви услови. Но во ловната сезона 2015-2016 година, како и во претходната, кочанските ловци останаа дома, како веќе не заборавиле каде ги оставиле пушките и патроните. И овој снег на планините ќе го гледаат од дома, бидејќи двете ловишта, Подлог и Бање, не функционираат. Пред крајот од 2015 година на чуден начин и по багателна цена, двете ловишта му беа доделени на известен Бруно од Скопје, кој требаше да започне да стопанисува со нив. Меѓутоа, иако сезоната е во тек, а времето одминува, истиот во Кочани се уште не се појавил во јавноста. Ловците ниту знаат каде да го бараат, ниту до кого да се обратат. Тој или неговото ловно здружение се уште немаат официјално седиште, како што немаат организациона поставеност на ловочуварска служба, инфраструктура и слично. Ловците велат дека не му се брза затоа што двете ловишта ги земал за вкупно околу 1000 евра. Од друга страна, од ловното удружение Осогово, кое е едно од најстарите во државата, велат дека доделувањето на концесиите е оспорено на суд и дека правниот расплет на оваа своевидна ујдурма доправа предстои. Работите се искомплицирани и поради тоа што тендерската постапка за одредени ловишта беше поништена, па подоцна и тоа поништување беше објаснето како грешка, што зборува за хаосот кој владее во ловниот сојуз на Македонија. И додека ловците се во неизвестност и чекаат што ќе се случи, објектите на ловното здружение Осогово втора година зјаат празни и пропаѓаат, бидејќи во нив подолго време никој не влегува. Нема ниту информации во каква кондиција е фазанеријата и се друго што некогаш беше гордост на кочанските ловци.